Рекордни 203,5 милиони евра во земјоделскиот сектор. Ова е оценката на земјоделските власти за 2021 година. Заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски вели дека во 2021 година останале рамо до рамо со земјоделците, за да ја надминат светската економска и здравствена криза. Во услови на светска економска и здравствена криза, земјоделскиот сектор беше силно поддржан од државата. Ниту еден од процесите немаше застој. Сите програми и мерки има успешна и целосна реализација. Неодамна, на настанот по повод доделување на договори за млади земјоделци, јас кажав дека се е полесно кога државата стои позади земјоделците, ние тоа и го докажаме. Тоа останува да биде наш силен став и за секоја наредна година. 2021 беше тешка година во земјоделството, но затоа, кога во таква година ќе се постигнат вакви резултати, успехот е уште поголем. Никој не беше оставен сам да се справува со кризата. Ние сме свесни дека нема реална цена за трудот на земјоделците, тие немаат фиксно работно време, немаат сезона на одмор, ниту паузи во процесот на производството, како што имаат други сектори. Но, затоа секогаш, кога имаше потреба, државата интервенираше. Секогаш помагавме во законски рамки и во рамки на буџетот. Во тој дух е и вчерашната одлука донесена на владината седница за исплата на 26 милиони денари како помош за штети од временските непогоди, кои во периодот од 23 март до 13 јули оваа година ги зафатија општините Росоман, Демиркапија, Демирхисар, Валандово, Кочани, Свети Николе и Градско. Меѓу исплатите во 2021 година се 146 милиони евра за двете програми преку Министерството, од кои 121 милион за субвенции и 25 милиони за инвестиции во рурален развој, 18 милиони евра за капитални водостопански инвестиции, 10 милиони евра за втората фаза на проектот Јужно-Вардарска долина. За ИПАР-2 програмата во 2021 година исплатени се околу 16 милиони евра. 13,5 милиони евра од ковид програмата, од кои 5 милиони евра им се исплатени на тутунопроизводителите и уште 8,5 милиони треба да се исплатат за производителите на грозје, ориз и јаболка.